Мобилните клиники се дел од проектот Безбедни и иновативни здравствени услуги во време на COVID-19 и представуваат специјално адаптирани амбулантни возила во кои има гинеколошки стол, ехоапарат и потребните медицински инструменти. Потребата за пуштање на терен на овие возила е од неопходно значење во време на пандемијата со COVID-19. Здраво! Видеото кое следи ги содржи сите потребни упатства и инструкции наменети за стручниот тим кој ќе биде дел од мобилните гинеколошки клиники, односно мобилните амбуланти. Преку услугите на мобилните амбуланти, имајќи ги предвид и почитувајќи ги најновите меѓународни препораки за скрининг за рана детекција на карцином на грлото на матката, се наметнува потреба од обезбедување целосна здравствена услуга во делот на женското здравје, гинеколошко и акушерска, кај жени и девојки од маргинализирани групи, како и од руралните и тешко достапни подрачја на територијата на Северна Македонија. Но, да одиме со ред. Мобилните клиники имаат неколку значајни цели. Најпрво, подигнување на свеста за важноста од скринингот за рана детекција на преканцерозни лезии и карцином на грлото на матката, како и за последиците од карцином на грлото на матката. Откривање на преканцерозни лезии или карцином на грлото на матката преку гинеколошки преглед и земање на ПАП тест за цитолошка анализа и ХПВ тест за одредување на ХПВ статусот на пациентката и визуализација на лезии на грлото на матката. Дополнително, откривање на сексуално преносливи болести преку земање на вагинални брисеви за изведување на така наречен STD панел и упатување на пациентки кај кои претходно е утврдено постоење на патолошка лезија на грлото на матката, но поради одредени причини не се јавила на преглед кај матичен гинеколог, или кај оние пациентки кај кои во моментот на преглед ќе се утврди постоење на јасна видлива лезија на грлото на матката. Мобилните амбуланти нудат целосен гинеколошки преглед, под спекулум, бимануелен, земање на брисеви, вија, како дел од скринингот и превенцијата на цервикален карцином. Земањето брисеви се извршува преку користење на конвенционален ПАП тест, бриз за одредување на ХПВ статус и бриз за одредување на сексуално преносливи инфекции, STD панел. Дополнително, во мобилните амбуланти се прави ултразвучен преглед, како и дистрибуција на бесплатни едукативни материјали. Овие услуги ги дава стручен тим составен од лекар, специјалист гинеколог акушер и медицинска сестра акушерка. И секако, возач кој е одговорен за состојбата на возилото, како и безбедноста на инвентарот во него. Локацијата на мобилната амбуланта ќе се одреди претходно во согласност со постоечката инфраструктура, односно задолжително место за паркирање на возилото, довод за струја, како и обезбедување приватност за пациентите. Траењето на една смена се определува согласно потребите на терен, а по налог на Националниот координатор за сексуално и репродуктивно здравје во услови на криза предизвикана од COVID-19. Регрутирањето на пациентите се врши преку различни партнери на терен: Црвен крст, матичните доктори, центрите за социјална работа, медиумите на локално ниво, како и организациите што работат на напредување на правата на жените. Вака изгледа една мобилна амбуланта внатре. Секој тим е должен да го провери инвентарот во мобилната амбуланта, да пополни евиденцијски лист за инвентар, како и да ја провери предвидената содржина и количина на потрошен материјал. Медицинските апарати, инструменти, медицинските потрошни материјали и останатите материјали кои што се користат при нудење на услуги во текот на една работна смена, за време на транспортот се сместени и фиксирани во шкафовите, во посебни делови, наменети за нивно безбедно чување во мобилната амбуланта. Пред започнување на теренската смена, акушерката е одговорна да ги подготви и постави сите материјали кои се користат во текот на работната смена, на работните површини и останати делови во задниот дел од мобилната амбуланта.
По завршувањето на работата, акушерката е одговорна за пакување и безбедно сместување на медицинските апарати, медицинските инструменти, медицинскиот потрошен материјал и останатиот материјал во шкафовите и посебните делови наменети за тоа. Во посебна тетрадка се евидентира потрошениот материјал, а истата служи и за евидентирање на пациентите, како и требување на наредната смена. Тетрадката останува во возилото и повремено ја проверува сестрата координатор, додека касетата за стерилизација се предава на ГАК. Во мобилните амбуланти се издаваат упати за преглед. По еден пример кој се предава на шалтер, како упати за земен ПАП тест и упат за ХПВ типизација со по 2 примеруци. Едниот се предава на шалтер, а другиот во цитолошка лабораторија. По секоја мобилна амбуланта има и мој термин брошура за упатите кои се издаваат на терен. И дополнително, цитолошка листа која пополнува акушерката во 2 примеруци се предава во цитолошка лабораторија, заедно со упатница креирана од лекарот. Секоја пациентка по прегледот добива извештај со диагноза, шифра според МКБ, терапија и потреба од контрола или препраќање до друга инстанца. Извештајот со резултатите преку Црвен крст се доставуваат во печатена форма до пациентките. Доколку се диагностицира одредена состојба за која се потребни дополнителни испитувања и истата представува сериозна закана по здравјето и животот на пациентката, лекарот специјалист ги информира пациентките за соодветните здравствени институции кои нудат третман на истите. По завршувањето на советувањето или прегледот, акушерката задолжително и нуди на пациентката да пополни формулар за задоволство во однос на добиените услуги во мобилната амбуланта. Се разбира доколку пациентката е согласна. Пополнувањето секако е анонимно, а пополнетиот формулар се остава во сандачето наменето за таа цел. Стакленцата со брисеви за цитолошка анализа, кои се спакувани во кутии за таа намена, заедно со цитолошката листа и упатницата се предаваат во цитолошка лабораторија, ако екипата се врати во работно време, кога се уште има лаборанти за прием на истите. Доколку екипата се врати покасно, кутијата со материјалите и упатниците се оставаат во приемната амбуланта на ГАК, во означена кутија само за таа намена на одредено место. Истите се предаваат во цитолошка лабораторија наредниот ден од страна на медицинската сестра координатор. Материјалот со брисевите за ХПВ анализа се предаваат заедно со упатницата во ХПВ лабораторија, доколку екипата пристигна во работно време. Ако пристигнувањето е покасно, материјалите и упатниците се оставаат во биохемиската лабораторија, која работи 24/7, во фрижидер и се доставуваат наредниот ден по истиот принцип како и материјалите за цитолошка анализа. Начинот на чување и достава е направен во консултација со стручни лица од соодветни лаборатории, со цел да биде запазена веродостојноста за анализа на истите. Стерилизацијата на сите медицински инструменти, пеан, пинцета, кохер, фенестри, порција од цанги, ножици, ќе се врши на ГАК. Акушерката која била на теренска смена го носи садот со искористени инструменти и касетата за стерилизација на дежурната акушерка во стерилизација на ГАК. Го собира употребениот инструментариум во сад со дезинфециенс, секусепт актив и добро го затвара со капак. Заедно со касетата во која ќе се врши стерилизацијата се предава на ГАК, соодветно означен за стерилизација. Преземањето на стерилните инструменти, означени со датум на стерилизација, заедно со пластичниот сад, го врши акушерката кога поаѓа на терен за преземање на смена. Акушерката по враќањето од терен прави дополнување на потрошениот материјал од магазинот. Секако пред и по завршувањето на смената, таа ги препришува сите работни површини со дезинфекциско средство. На крајот од смената, акушерката се јавува на хигиеничарката која го чисти комбето, бидејќи одржувањето на хигиената на мобилната амбуланта ќе го спроведуваат специјално обучени хигиеничари. И да не забораваме, една од должностите на возачот е да обезбеди чиста вода, како и да го испразни резервоарот за употребената вода за миење на раце. Со тоа, комбето е комплетно подготвено за наредниот ден. И за крај, важно е да се напомене дека во мобилните амбуланти се почитуваат принципите на доброволност,
доверливост, приватност и возрастна граница. Доколку во текот на вашата работа имате дополнителни прашања, може да го контактирате националниот координатор. Ви благодариме што сте дел од мобилните амбуланти и ви посакуваме успешна теренска работа. Овој проект се реализира со поддршка од Министерството за здравство, Македонското лекарско друштво, Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари, Црвениот крст и УНФПА, Фондот за население на Обединетите нации, кои се носители на проектот и ја обезбедија целокупната медицинска опрема неопходна за функционирање на амбулантите.